Институтот за јавно здравје излезе со препораки за заштита од високите температури, особено за повозрасните граѓани. Апелираат да се избегнува изложување на сонце и работа на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Препорачуваат носење лесна, светла и памучна облека, капа со висок свод и широк обод, заштитни очила и користење крем со UV фактор 30 при изложување на сонце. Важно е да се пие повеќе течности од вообичаено и да не се чека да се појави жар. Алкохолните пијалаци, пијалаците со кофеин и екстремно ладните пијалаци треба да се избегнуваат. Доколку постојат лекарски ограничувања за внес на течности, граѓаните треба да се консултираат со својот лекар за најдобра заштита од жештините. Во Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска продолжува расправата за ребалансот на буџетот која започна вчера. Главната цел, според Министерството за финансии, е непречено извршување на буџетот во услови на позитивни економски трендови. Со измените се обезбедува навремено и ефикасно финансирање на сите програмски определби, обврски и капитални инвестиции. Се врши прераспределба на средства меѓу буџетските корисници според приоритетите. Посебен акцент е ставен на обезбедување средства за исплата на плати, особено во Министерството за внатрешни работи, каде што е предвидено зголемување на платите за 10%. Обезбедени се дополнителни средства и за исплата на зголемени пензии, како и околу 300 милиони денари за капитални расходи, што треба да придонесе за економски раст. Бродот КМ Туну Пратама Џаја потона додека пловел од пристаништето Кетапанг во источна јава кон пристаништето Гилиманук на островот Бали, соопштија официјални лица. Причините за потонувањето се уште не се познати, а надлежните служби ги координираат сите активности за спасување на патниците и екипажот. Потрагата по исчезнатите е во тек, но лошите временски услови значително ги отежнуваат спасувачките операции и го забавуваат напредокот. Спасувачките екипи се надеваат дека наскоро ќе се подобрат условите за да можат да го пребараат по широкиот акваториум и да ги пронајдат сите исчезнати лица. На социјалните мрежи се појавија снимки на кои наводно се гледаат моќни експлозии во близина на магазин источно од градот Донецк, кој е под руска окупација. Украинската армија не го коментираше нападот и засега нема информации за обемот на штетата. Паралелно со ова, Русија соопшти за напад со украински дрон врз рускиот регион Липецк, при што загина жена на околу 70 години, а уште 2 лица беа повредени од остатоци од соборениот дрон. Гувернерот Игор Артамонов изјави дека урнатините паднале врз стамбена зграда на периферијата на Липецк. Засега нема конечна проценка за обемот на штетата во овој регион. Украинската војска редовно напаѓа воени цели на територијата окупирана од Русија и длабоко во Русија, со цел да ја ослабне способноста на Москва да води војна против Украина. По повеќечасовен застој, работата во представничкиот дом на САД беше обновена доцна синоќа. Додека републиканските лидери вложуваа напори за обезбедување поддршка за спорниот предлог закон за даночни и буџетски кратења предложен од администрацијата на Доналд Трамп. Целта е законот да се изгласа до 4 јули, по примерот на Сенатот кој го одобри претходниот ден. Иако беше организирано брзо процедурално гласање, салата на представничкиот дом остана празна со часови. Членовите на Републиканската партија беа повикани на состаноци во Белата куќа со претседателот и на консултации со претседателот на домот, Мајк Џонсон. Главна тема беше надминување на разликите. Умерените пратеници се противат на кратењата за Медикејд, додека конзервативците бараат почитување на фискалната дисциплина. Републиканците, со тесно мнозинство од 220 спрема 212, се потпираат на координација и поддршка од Трамп за да го донесат законот, додека демократите остануваат обединети против предложените мерки.